Не, ние сме на страната на работникот. Да, мирни сме. Добро. Затоа што до вчера не смеевме да влеземе у влада, додека подпишуваа штетни договори игра Оро, а сега влегуваме таму сите, заедно и они влегуваат, и договараме историски договори правиме, по 40 до 50% покачување во овие 3-4 години. Јас кажам, 2028 ќе имаат вработените во образование 1000 евра плата. Сега во октомври се качија платите на сестрите од 14-15, во здравството до 17%. Зашто да кажам, сега во администрацијата... А лани зашто не излеговте за 1 мај? Ние? Да. Па не знам зашто не сме излегнали. Не, имавте пресконференција. Не, ние ги повикавме лани, еве сега ќе ви објаснам. Ние ги повикавме лани сите политички партии, затоа што беше 1 мај. Добро. Да дојдат кај нас и да кажат што нудат во нивните договори. Искочивме заедно на пресконференција. Дојде Левица, дојде Знам, дојде ВМРО. СДС не дојде. Ако дозволите, тоа е нашиот начин на делување. Нашиот начин на делување секогаш бил прво да ги исцрпиме преговорите, а ако не можеме да се договориме, тогаш ќе одиме. Добро, да му дадеме се на Трендафилов збор. Јас сум самокритичен секогаш и мора да признаеме дека треба да учиме од сопствените грешки. И еден поранешен председател на Сојузот на синдикатите на Македонија со кебапчиња прославуваше 1 мај со графче и му беше страв подалеку од триумфалната капија да помине и правеше на плоштадот во Скопје презентација на синдикалните активности. Инаку, работниците може да сонуваат што ќе биде во 28 година. Тие не знаат што ќе биде за 28 дена. Како после 28 дена ќе ги прехранат нивните семејства со овие ниски плати. Ние може да им кажеме на работниците и вака. Слободан Трендафилов, Сојуз на синдикати на Македонија, подпише општ колективен договор кој предвидуваше раст на платите на вработените во јавниот сектор согласно порастот на просечната плата. 12,6% оваа, многу убаво сум испаната сликата. 12,6% оваа година, другата година 12,6%, третата, четвртата и на крај 46%. Нека бидат срекни работниците во јавниот сектор дека 46% ќе им биде зголемена платата на 28 година. Другари, денеска треба да знаат работниците колку треба да им биде зголемена платата. Денеска, ако вие им велите, ние супер соработуваме со владава, немаме потреба да разговараме со нив. Не е точно. Ние сега немаме потреба да протестираме, сега и на 1 мај, за тоа што не знаеме зошто, одлучивме да ги поканиме политичките партии да дојдат кај нас на коктел, да им кажеме ние што очекуваме за работниците и они ќе ни слушаат и гледам се стресоа од која заминаа од кај вас, после тоа ги остварија сите ваши барања и заложби. Не, председателе. Сите наши барања улогата на работниците да бидат на улица ако нема задоволство. Не. На што ги викате, на преговори? Да.